Здраво, дечиња! Јас сум воспитувачката Маја Марков од детската градинка Пролет при јавната општинска установа детска градинка Естре Овадија Мара во Битола. Денес ке се дружите со мене, бидејќи ви подготвив една многу интересна приказна која што се вика "Сакам да видам, па ќе ви кажам што сакам да бидам". Ајде да почнеме. Смешко, погледни, најдов еден голем клуч и цел ден размислувам што ли отвора. Може би е тоа клуч за некоја волшебна врата зад која живее страшниот змеј. А може би овој клуч ја отвора и најубавата златкарница на светот. Ајде, Смешка, да ја побараме. Ке се изнајадеме сладки торти, колачи, сладолед. Смешко, доста сонуваш? Погледни, види, тука има многу кутии, а овој клуч е сигурно за нив. Колку кутии има тука, другарчиња? Ајде да ги зброеме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Така е, другарчиња, заедно избројавме 8 кутии. Што мислите, што има во нив? Може би погодивте, а може би и не. Тоа најдобро ќе ни го кажат волшебните кутии. Клучот е кај нас и сите сме многу љубопитни. Да ја отвориме првата кутија. Што е ова внатре? Стетоскоп за диши. Рецепт со потпис, стапчиња за А и кутија со витамини. Другарчиња, овде има едно писмо, но пред да ви го прочитам, можете ли да ми кажете зашто се овие чудни нешта во кутијава? А сега да ви го прочитам писмото. Јас сум Чичко доктор, со бел мантил и топол збор. Лекувам, советувам, за сите се грижам, пред бактерии и вируси никогаш не мишам. Сега ќе отвориме и втората кутија. Види, сол, шејкер, лажица, сукало и бела престилка. Кој ли може ова да биде? Ајде да ви го прочитам писмото. Јас сум готвачка, сечкам, месам, печам и пасирам, најубави вкусни јадења сервирам. Со бела престилка и лажица врака, професионално готвам без мака. А сега е наред кутијата број 3, а внатре конец, игла, ножици, безопасни и парче ткаенина. Ајде погоди сега ти. Сепак да го прочитаме писмото. Јас сум шивач, креатор. Модерно шијам и креирам и на добар сум глас. Со игла и конец облека правам, на секоја блуза моден детал ставам. Четвртата кутија ја отворам сега. Чешел, огледало, ножици, гел и фен. Погодуваме, размислуваме. Јас сум фризерка, со чешел и ножици луѓето ги разубавувам. За секој од нив посебна фризура чувам. Кога косата е како морска бура, јас ја средувам во прекрасна фризура. А сега е наред кутијата број 5, а внатре има штрафцигер, клешти, штрафови. Ајде да погодиме. Јас сум автомеханичар и расипаниот автомобил го поправам. Кога моторот пее како песна, мојата автомеханичарска работа станува лесна. Шестата кутија да видиме што ни крие.
сликовници, креда и табла. Погодете вие. Учителка сум јас, децата ги учам со ведар глас. Тие се радост моја. Кажи ми, детенце, како се вика учителката твоја? Седмата кутија е предпоследна. Ајде да ја отворам и да видиме. Охо, четка, бои, палета и бел лист. Ајде да погодуваме. Уметник е мојата професија. Сликам уметнички дела, инспирација ми е природата цела. Бојам на платно со разни бои, секоја моја слика над зидот како уметничко дело стои. Сега ќе отвориме и последната кутија. Но другарчиња, внатре нема ништо освен бели листови и тоа со вашите имиња. Многу чудно. Еве една порака, да ја прочитаме. Мили наши другарчиња, овие волшебни кутии ви открија многу различни професии. А знаете ли вие што е тоа професија? Тоа е нешто што секој од вас ќе го одбере кога ќе порасне. Кога ќе бидете големи како мама и тато, кога ќе одите и во големи училишта, тогаш ќе се подготвите да бидете... А што всушност сакате да бидете кога ќе пораснете? Ве молам, на овие бели листови со вашите имиња да нацртате што ќе биде секој од вас кога ќе порасне. Колку интересно! Па тогаш, ајде другарчиња, секој да се нацрта себе си кога ќе порасне како лекарка, зидар, инженер, учителка, балерина, актер, фудбалер и што уште не. Смешко? Ајде јас и ти да се нацртаме. Јас сакам да бидам балерина. А ти? Јас сакам да бидам пилот. Да летам високо, високо. А сега како за крај, сакам да ги послушаме Смешко и Смешка и да исполниме нивната задача, која што гласеше вака. На бел лист да се нацртате себе си во омилената професија, односно тоа што сакате да бидете кога ќе пораснете. Ви благодарам на вниманието. Чао, чао!